Субвенционирање на граѓаните за набавка на пелети за огрев во претстојната зимска сезона е новата мерка која што ја воведува општина Карбинци за прв пат. Градоначалникот на општина Карбинци, Виктор Паунов, истакна дека при субвенционирање единствениот услов за исполнување на оваа мерка е жителите да поседуваат печка на палети и да имаат набавено пелети за грејната сезона што доаѓа. Повикот ќе биде објавен на 1 септември и ќе трае до крајот на месец ноември, пошто ќе следува разгледување на понудите и одобрување според принципот прв дојден, прв услужен. Набавените пелети ќе бидат субвенционирани во висина од 20% од набавката. Општина Карбинци воведува нова мерка која што ќе значи субвенционирање кон граѓаните за набавка на пелети за огрев за престојната зимска грејна сезона. Ова е нова мерка за прв пат која што се воведува во општина Карбинци и очекувам да биде одлично прифатена и применета од страна на жителите на општина Карбинци. Имено се работи за субвенционирање за набавка на пелети за домакинствата на жителите на општина Карбинци кои што се со жителство и со адреса од општина Карбинци. Принципот на субвенционирање ќе биде со единствен услов да тие поседуваат печка на пелети и да имаат набавено пелети за оваа престојна грејна сезона, кое што пелети може да ги имаат набавено од 1 мај па до се завршување на повикот до 30 ноември. Повикот ќе биде објавен за неколку дена или поточно од 1 септември и ќе трае до крајот на месец ноември, потоа ќе се разгледат понудите и ќе бидат одобрени според принципот прв дојден, прв услужен до крајот на оваа буџетска година ќе бидат практично и исплатени овие субвенции. Ќе се субвенционираат набавените пелети во висина од 20% од набавката, но не повеќе од 12.000 денари вкупна сума која што може да биде субвенционирана од страна на корисниците. Градоначалникот Паунов очекува дека оваа мерка ќе биде добро прифатена и применета од страна на жителите на општина Карбинци. Општината за оваа мерка одвоила 400.000 денари буџет за оваа година. Покрај тоа, Паунов најави за следната година дека ќе има субвенции за полагање на возачки испит до 25 години, а општината ќе покрие дел од трошоците. Очекувам дека мерката ќе биде добро прифатена и навистина ќе биде од корист за граѓаните, а општина Карбинци за оваа мерка одвои 400.000 денари буџет за оваа година и очекувам да биде искористен од страна на граѓаните, како што кажав, на Карбинци и да оваа пракса продолжи и понатаму. Знаете дека како општина субвенционираме по повеќе мерки. Веќе 3 години е активна субвенциониите се активни за клима уреди, кои што од месец мај следната година повторно ќе биде објавен тој повик. Најавувавме веќе во следната година ќе има субвенции и за полагање на возачки испит за младите лица до 25 години, кои што општината ќе покрие дел од трошоците за полагање на возачки испит. Паунов ги спомна и веќе активните мерки за субвенционирање за клима уреди, субвенционирање за еднократна помош за новороденчињата во општина Карбинци во вредност од 10.000 денари, како и субвенционирање за првачиња, средношколци и студенти во прва година на државен универзитет, со цел олеснување на домашниот буџет на граѓаните на општина Карбинци.